За сите празници во православната христијанска религија, православните верници доаѓаат во храмовите, каде што присуствуваат на заеднички богослужби. Токму за тие заеднички богослужби ќе зборуваме денес во утринската програма Деница на телевизија Мега со мојот редовен соговорник, отец Александар Крстановски од храмот Свети апостоли Петар и Павле од Кичево. Отец Крстановски, добро утро и еве на почетокот да ве запрашам, кое е значењето на таквите заеднички богослужби во православните храмови, што токму означуваат тие? Христос воскресе, добро ве најдов и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Пред се, православието е вера на соборноста, вера на заедницата. Всушност и самата црква представува заедница. Терминот црква или еклисија, изворно на старогречки, значи некаква заедница, некакво единство или во случајов единство на верниците со Господ Исус Христос и преку единството со Христос, единство на сите христијани помеѓу себе. Затоа велиме дека православната вера е вера на заедницата или вера на единството. Од тука потекнува и смислата и значењето на заедничките молитви на христијаните. Гледано библиски, уште во Стариот Завет се споменува заедничката молитва, иако и во сите религии, речиси во сите религии постои таа заедничка молитва, се спомнува и во Стариот Завет, кога Бог преку Мојсеја му открива на еврејскиот народ како треба да изгледа местото каде што ќе се собираат евреите на заедничка молитва и начинот како ќе се извршува таа заедничка богослужба кога собраниот народ ќе му се обраќа на Бога. Запотоа и во Новиот Завет, нели, Христос да учествува во тие заеднички богослужби, заеднички молитви според еврејската традиција, уште повеќе за да каже она познато евангелско, каде што се собрани двајца или тројца во моје име, таму сум и јас, а тоа значи, со тоа Христос го дава значењето на и ни објаснува која е силата на заедничката молитва, кога ние во собор, во заедница му се молиме на Бога, и за на крај да ја востанови светата тајна Евхаристија или причест како заедничарење со Бога и заедничарење помеѓу себе. Понатаму во текот на целата христијанска историја се развива тој богослужбен дневен, неделен, месечен, годишен круг со утрени богослужби, вечерни богослужби, богослужби во текот на целиот ден, кои секако според времето кога се извршуваат, според текстовите на молитвите со кои се молиме на Бога во нив, со чинот кој што се извршува на самите богослужби, имаат свое специфично значење и тука имаме секако литургијата како богослужба над богослужбите, односно богослужба на која се извршува тајната на тајните, Евхаристијата, причеста, се остварува нашето единство со Господ Исус Христос и нашето меѓусебно единство како црква, како заедница. Повторувам, црквата е заедница на верните со Христос и заедница на верните помеѓу себе, а сите богослужби всушност постојат како подготовка за богослужбата над богослужбите, односно светата литургија. Кога веќе ја споменавме светата литургија, може ли во продолжение нешто повеќе околу самото значење на литургијата? Литургијата, како што кажав, е богослужба над богослужбите, односно богослужба која се издвојува над секојдневниот круг на богослужби, бидејќи сите богослужби и сите наши индивидуални молитви, не само заедничките, постојат како подготовка за литургијата. Во основа и секој наш подвиг како христијани е подвиг кој што ни служи да не подготви за литургијата, каде што преку виното и лебот кои што се претвораат во вистинско тело и крв на Господ Исус Христос, се соединуваме со самиот Господ Исус Христос и се соединуваме меѓу себе. Или уште, литургијата е света тајна над
тајните, односно света тајна од која произлегуваат и во која се влеваат сите останати свети тајни. Несомнено, и затоа и сите останати свети тајни, крштенијето, покајанието, свештенството, бракот и така натаму, во ранохристијанскиот период се извршувале на самата литургија, за да се дојде и до нивната смисла, соединувањето со телото и крвта на Господ Исус Христос, бидејќи и свештенството постои заради тоа од почеток, и крштенијето, и миропомазанието, и покајанието, и останатите свети тајни, сите постојат за ние да се причестиме, да се соединиме со телото и крвта на Господ Исус Христос на самата литургија. Затоа велиме дека е богослужба над богослужбите и света тајна над тајните, или уште света тајна врз која почива црквата сватена како заедница на верните помеѓу себе и заедница на верните помеѓу Христос, бидејќи токму на литургијата, учествувајќи во тајната Евхаристија, примајќи го телото и крвта на Господ Исус Христос, она што Христос ни го даде на тајната вечера, велејќи правете го ова во мој спомен, односно да го јадеме неговото тело и да ја пиеме неговата крв, ние се соединуваме со него, се соединуваме меѓу себе и на тој начин екзистира црквата сватена како заедница, и во таа Евхаристија, на литургијата, сите останати заеднички молитви ја добиваат својата смисла, и тука се огледува самото православие како вера на заедницата, на соборноста, на единството. Отец Крстановски, јас ви благодарам што и ова утро бевте заедно со нас и секако со некоја наредна тема од областа на православното христијанство ќе се видиме и наредната недела. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со отец Александар Крстановски, со кого поразговаравме околу значењето на заедничките литургии и заедничките богослужби. Останете и понатаму со нашата програма.